Вчера лозарите одржаа состанок со пратеникот Панчо Минов од Кавадрци во врска со постапката за дополнување на законот за акцизи, каде меѓу другото е предвидено ставање на акциза за секој литар испечена ракија за 30 денари. Оваа актуелност битно ги возбуди кавадарчани, меѓутоа пратеникот Панчо Минов со негово дополнување на амандман настојува истото да биде одложено се до влегувањето на Македонија во Европската Унија. Во врска со примената на законот за акцизи, а во рамките на усогласувањето со европската регулатива, во текевшијата најверојатно ќе се уведува нова акциза по литар ракија во висина 30 денари. Ова е всушност составен дел на законодавството на цела Европа, па истото ќе биде применето и во Македонија. Ракијата треба да биде со алкохолност од 45 степени, а истото ќе се регулира преку воведување на така наречен регистар на производители. Ова процедура во собранието трае веќе од втори месец оваа година, а пратеникот од Кавадрци Панчо Минов интервенира веќе со амандмани во расправата со предлог истото да биде одложено се до моментот додека како држава не влеземе во Европската Унија. Во функција на запознавање на заинтересирани во случајот земјоделци, лозари и производители на ракија, организирав како пратеник консултација во врска со предлог законот за акцизи, во кој што се предвидува покрај уредувањето на сите акцизни стоки и виното и ракијата како акцизни стоки по однос на усогласување со европската регулатива и една битна новина, која што е неповолна за нас како подневие тука теквешијата, а тоа е воведувањето на нова акциза на индивидуалните производители на жестоки пијалци по наше ракија по литар од 30 денара на алкохолност од 45%, која што се предвидува да се регулира преку воведување на регистар во Царинската управа на овакви производители, со тоа и обврска да пријават и сите опреми што се потребни за производство на ракија, количина на винско гројзе кои го преработуват, обврска исто кога произведат ракијата да добијат од Агенцијата за храна лиценца дека ги исполнува стандардите што се за производство од технолошки аспект и она што е најбитно, воведување на акцизни маркици, предпуштање на во промет на ова акцизна роба да се подигнат акцизни маркици и да за сето тоа пријавено производство се плаќа по 30 денара по литар. Оваа работа трае веќе од втори месец во собраниска процедура. Јас како пратеник имав неколку интервенции со поднесување на амандмани. Тие амандмани беа на еден сличен оваков организиран собир со лозари и производители на ракија дефинирани со нив во однос на тоа да бидејќи усогласувањето со европското законодавство е неминовно и тоа е во ред, но мојот предлог беше, а на претходна консултација и предлог иницијатива од самите лозари и производители на ракија, да ние ова подигањето на маркиците и плаќањето пред продажбата на ракијата да се одложи, бидејќи тоа би значило еден нов акцизен намет, давачка, која што во случајот би било непопуларно усогласувајќи се со европско законодавство на, конкретно на нашите земјоделци, у случајот производителите на ракија му даваме една нова давачка. Мојот предлог беше да тоа се одложи до нашето членство во ЕУ. Компаративно испитав дека таква е состојбата и во Црна Гора и Србија, кои се исти статус на, дури се они понапред од нас во преговорите, и ова поглавие
директива, што ги викат од Европска унија за земјоделство, таму веќе и отпочнато е, Црна Гора е веќе 3 години у преговори, а нема уште воведена оваква давачка. Искуството од Хрватска кажува дека они 5 години од почнувањето на преговорите и затварањето на ова поглавје после тоа воведиле, така да аргументите се на наша страна. Имав целосно прифаќање на овој мој амандман од матичната комисија за економски прашања, но во законодавно-правната комисија тоа не помина. Не помина од причини што предлагачот беше исклучив да се ова давачка, значи, воведе и да остане во предлог законот. И сега следува натамошна постапка за која што е организиран овој собир, да уште еднаш направам консултации со нашите земјоделци, а преку вашите медиуми и запознавање и со јавноста, што е тоа што е сега една реална состојба, кој е нашиот интерес во понатамошната процедура, што е тоа јас и другите пратеници што треба да го застапуваме. Моето убедување е дека ние треба да останеме на тоа, дека со донесувањето на овој закон ние не треба да противречиме да тој не се усогласи со ЕУ, тоа е добра работа и неодминлива работа, но да тоа веднаш у старт не значи и нова давачка, акциза нова за нашите земјоделци, производители на ракија, него има еден необходен период на прилагодување, на подготовка, да кажем, за воведување на оваа давачка, која што у случајот е, сега се предлага на 2500 литра по земјоделско стопанство произведувач, што и не е мала количина, како дозволено, а иначе за малите винари или оние кои произведуваат мали производители на ракија, кои се регистрирани, е 2000 литра, но чист алкохол, што значи околу 4000 литра на жесток пијалок по наше ракија. Овде целта е да ние во овој период подготвителен, значи не веднаш, значи одложено со отварањето на ова поглавие за земјоделството во рамките на преговорите со Европска унија и во тој период, во една подготвителна, да речеме, фаза на период, да секој земјоделец што сака да биде производител на оваква количина, а која што неминовно, бидејќи ракијата, сите знаеме како и винто и пивото, е акцизна роба, да во тој период се определе дали со производство на одредена количина е спремен да со регистрирањето и да биде и акцизен обврзник на ова давачка. Има многу субјекти кои што се, да кажеме, застапници на ова да се воведе. Морам да кажам и јавно, тоа се големите винарии, кои што го сметат ова за голема конкуренција и тука на некој начин и еден судир на интереси. Јас лично мислам дека не треба да биде, затоа што ова производство на ракија кај нас фактички е една форма на сето она винско гроздје што не може да се пласира во винариите за откуп. Решението е да се преработе во вино и ракија и со тоа после од индивидуалните земјоделци да се пласира на пазарот. Ние треба ЕУ во ред, но треба да си го заштитуваме нашиот национален интерес. Овој национален интерес за тиквешијата е лозарството и производството на вино и ракија. Јас сум оптимиста дека заедно со земјоделците лозари, заедно со предлагачот, заедно со другите пратеници, дека ќе на крајот, тоа сега утре е на дневен ред, ќе почне како процедура утре, ќе трае сигурно и во мај и јуни, во цел тој период во едно застапување наше, како што сега зборив, да, значи, ние изјаснуваме да не се воведе веднаш акциза на ракијата од 30 денара, него тоа да биде со еден период со нашето зачленување во ЕУ. На тоа и работиме, на тоа ми треба и поддршка од лозарите, еве ги гледате, со ова присуство и уште поголемо и повеќе пати ќе се среќаваме и со субјектите кои се надлежни за оваа проблематика. Ме радува само тоа што
имаме доста добро расположение во скоро сите пратенички групи да оваа работа како мој амандман прифатен од лозарите овде се вграде во самиот закон за акцизи. Ќе видиме во теки со вас како медиуми, треба и вие да го дадете својот придонес во оваа насока, да на крајот ова е од многу витално значење. Сега бидејќи една работа не се толку знае и чувствува, ќе се почувствува кога ќе отпочне контролата на казани, контролата на садови, па мерни инструменти и така натаму, па давачките. Битно е дека со оваа работа ние не сакаме да се диво произведува тоа, него да се оде регистрирањето во Царинската управа, значи да се секој земјоделец производител на ракија да се има документ дека он е регистриран за таа работа, да своето производство го пријаве како количина и во каков обем ќе го извршува, но делот само на плаќањето да биде одложено. Со тоа че немат проблеми земјоделците, значи да што викат по патиштата кога носат негде за продажба ракијата, да ги застанат и да плаќат и казни, а и целата акциза од 340 денара што е по литар, они ќе имат тие што нормално ќе прифанат да бидејќи тоа ќе биде закон, да го следат законот, да се регистрират во Царинската управа, да се бидат пријавени, да твоето производство го кажат по количина и да се етикетират како индивидуални производители на ракија, која што ќе ја пласират и во угостителството, и во одредени специализирани продавници за тоа, и во собствените простории, со тоа што да немат проблеми, а од друга страна да немат на тоа производство и сега во старт една давачка која што е непопуларна.